Почитувани гледачи, добро ни дојдовте. Ново издание на информативната емисија ТВ Објектив на програмата на регионалната КТВ телевизија. Вечерва во овој ТВ Објектив ќе говориме за процесот на реформи во една од најголемите политички партии во Република Македонија, тоа е ВМРО-ДПМН. Како што знае јавноста, се спроведува еден процес за реформирање на партијата, дел од членството го побара токму тоа. Наш гостин е Петар Богоевски, дел од Републичкиот штаб за реформи во ВМРО-ДПМН, со кого ќе говориме во наредните 30 на минути во овој ТВ Објектив. Имате повод и причина повеќе да бидете со нас. Господин Богоевски, добро ни дојдовте. Благодарам на покана и мило ми е што ќе имам можност да се обратам до вашите гледачи и да објасниме подетални, да споделиме подетални информации во врска со процесот на реформирање, демократизирање на ВМРО-ДПМН. Започнавте со една прилично, би рекол, тешка работа или на некој начин сакате да ја вратите партијата на еден друг пат или на правиот пат. Што беше главно да се одлучите на ваков процес? Па, ја би рекол, не да ја вратиме партијата, него да ја унапредиме партијата, да ја однесеме напред партијата во сферата или на македонска политичка партија како модерна политичка партија, како демократска политичка партија, како најсилна политичка партија која ќе ги промовира, која нема се занимава многу со минатото, нема се занимава со ретроградни политики, него ќе се занимава со иднината на Македонија, иднина која ние сме цврсто убедени дека има што да понуди ВМРО-ДПМН во таа иднина, во таа смисла, и иднина која извира од нашите вистински вредности, од вредностите на ВМРО, нашата ориентација како политичка партија кон надворешниот свет, отвореност кон пријателите, внатрешната отвореност кон граѓаните, отвореност кон другите политички партии, модерниот концепт на организирање на партијата и пред се демократската поставеност на партијата, бидејќи знаете дека оваа криза во која се наоѓаме денес излегува, извира од партизмот, од султанатот воведен во нашата партија, односно едноставно нашата партија почна да се перцепира како приватна фирма, како приватно предпријатие, како фирма на еден човек. И тоа е нешто кое продуцираше криза која доведе до овој срамен резултат, пораз кој до сега ВМРО-ДПМН не го доживеава од своето формирање. Се приклучуваат се повеќе луѓе како се ширеше овој фронт за реформи во партијата, така се повеќе од членовите се вклучуваат кон вашето крило, би рекол, за унапредување на партијата. Во Кавадарци како стојат работите? Сте имали ли средби со членството? Како кавадарчани гледаат на процесот на реформирање? Кавадарци е малку интересен случај, бидејќи единствениот победнички град во Македонија е Кавадарци. И за нас дополнителен предизвик да успееме во победнички Кавадарци, во такви услови каде што луѓето не го осетија поразот на нашата партија онака како што осетија во другите општини,
а од друга страна пак кандидатот за градоначалник на Кавадарци покаже капацитет дека има разбирање за потребата од реформирање на ВМРО ДПМН, покаже капацитет и разбирање за потребата за унапредување на партијата, тоа тој всушност го искажа и пред изборите, мислам, некои изјави. Но оно што е побитно за нас е тоа што основачите на ВМРО ДПМН во Кавадарци, носителите на идејата на ВМРО во Кавадарци, се поддржувачи на идејата за реформирање, поточно тоа реформирање малце го добивме новинарите како назив, станува збор за внатрепартиска иницијатива за демократизација и модернизација на ВМРО ДПМН, и од тој аспект гледано во Кавадарци, затоа сме и тука, вечерва од посета од повеќе општински комитети, вечерва завршуваме посетата на овој регион со Кавадарци и ќе разговараме со повеќе наши активисти. Мислам дека и Кавадарци зрема состојбата да ги обединиме, ние ги викаме келии, тимовите на повеќе луѓе, и да почнеме со пополека оформување на општинскиот штаб во Кавадарци, како што имаме во сите други поголеми градови, кои ќе прават секојдневна презентација на двете декларации кои ние ги објавивме во јавноста. Тоа е декларацијата за демократизација и модернизација на ВМРО ДПМН и декларацијата Европско ВМРО ДПМН за Европска Македонија, она која беше презентирана во Европскиот парламент и во Европската комисија. Понатаму ќе ги презентираат другите наши програмски документи. Едноставно, бидејќи се уште поради некои ставови на Никола Груевски, се уште ги држи затворени општинските комитети за дискусија отворена на оваа тема, ние таа дискусија отворивме и сега дискутираме со сите поединци, со сите членови, дали во групи, дали во поединечни средби. Еве во Кавадарци имаме и групи и средби со повеќе луѓе, заеднички со некои одвоени личности. На тој начин вистината за нашата иницијатива станува достапна за секој наш член. Без разлика што општинскиот комитет во Кавадарци е заклучен за состанок вечерва. Ако ме прашате мене, ќе беше многу поубаво, по-достојно и за ВМРО, и за партија, мислам и за кавадарчани, да се состанеше општинскиот комитет, да дојдеше и градоначалникот, да дојде и советниците, и поранешниот градоначалник, и основачите на партијата, и сите се соберевме во општинскиот комитет, да направевме една презентација на идеите наши, што ние како членови на партијата, долгогодишни членови активисти, пораснавме во партијата, имаме да кажеме, што нудиме за иднината на ВМРО ДПМН, која сега е во страшна криза, како ние гледаме да ја заштитиме партијата, да не ја изгубиме, и на крајот на кризата останува тоа на секој лично, дали нашите идеи ќе ги прифати, ќе ги модифицираме. Ние од средбите со граѓаните добиваме па уште подобри идеи. Знаете, на многу пати одиме и дискутираме за промените на статутот на партијата, и како да речеме јас замислувам да се избери новиот лидер на ВМРО ДПМН, од терен добиваме често пати предлози кои се поквалитетни или модификации кои заслужуваат апсолутно разгледување, внимание и презентација, па и да почне понатаму да ги презентираме како наши идеи и ставови, бидејќи се поквалитетни од тие со кои ние на почеток излеговме. На тој начин мислам дека е крајно време да се отвори слободно партијата, да се отворат општинските комитети и да дискутираме најнормално внатре во партијата за нормални процеси, за секојдневни активности и се разбира за избор на нов лидер на партијата и за организирање на новиот конгрес. Имавте ли притисоци од Груевски и од оние луѓе кои што се околу него ја водат се уште партијата? Па ние на почетокот не само притисоци, не само закани, имавме и често пати и директни атаци. Меѓутоа, тоа сето поминува кога е во прашање ВМРО, ние сме подготвени сето тоа да го издржиме. За време на кампањата имавме исклучително тежок период кога нашите активисти, нашите поддржувачи, односно луѓето кои ги прифатија принципите на демократизација на ВМРО ДПМН да бидат навредувани, напаѓани дека се предавници, дека работат за СДСМ, дека работат за
не знам, некои странски заговори, странски непријатели, знаете Она што ја тргна политиката на партијата. Политиката на Тито што му е блиска на Груевски, модифицирана со малце Милошевизам, па тој создаде една квази политика, Титово Милошева политика, ја се викам, на надворешни непријатели, домашни предавници, па на некој си мицко потекло на нас македонците, па некој си чуда, и во сето тоа се најдоа нашите активисти предавници за време на кампањата. И ние се одлучивме да објавуваме ѕид на страмот. Наши кандидати или наши функционери кои извршуваа напади, па да не речем излосторства врз наши членови, да ги објавиме. Објавивме само неколку. За волја на вистината тоа беше многу ефикасно. И како со нож се пресекоа тие активности за последните денови од кампањата, и на тој начин и ние се воздржавме да продолжиме понатаму со објавување на нови личности, и веројатно пробува да разумот во раководството на партијата за да се стиши тој внатрешен антагонизам за време на кампањата, и на тој начин ги намаливме тие притисоци врз активистите на кои поддржуваат идејата за демократизација. Сега во поново време, веќе после изборниот резултат, станува безпредметно. Има се уште, посебно на нашите луѓе во помалите места, помалите градови, каде што имаме и во скопските општини, како Бутел, како Кисела вода, закани непријатности, меѓутоа тоа е повеќе изразување на лични фрустрации на кандидати кои беа погрешни кандидати на партијата, се виде дека биле погрешни кандидати, ги изгубија изборите катастрофално, и за жал сите ние изгубивме, нашата цела партија изгуби ради несоодветниот начин, не само на кандидатите како личности, дел од избори беа прекрасни луѓе и прекрасни кандидати, али начинот на кој беа кандидирани, октроирани, насилно поставени за кандидати, предизвика отпор кај и членовите на ВМРО и кај граѓаните да не ги поддржат да бидат градоначалници, и се дел од нив тие лични моменти ги искажуваат со непријатности кон членовите кои цел живот работат и даваат поддршка на партијата, али мислам дека тоа за кратко време сето ќе биде минато, бидејќи решението на оваа ситуација во ВМРО-ДПМН и нината на ВМРО-ДПМН лежи во нов слободен, во смисла конгрес на кој ќе се искажат слободно ставовите, ќе се кандидираат секој што имаат амбиција да биде председател на ВМРО-ДПМН, демократски во смисла на процедурата, на кој начин ќе дојдеме до тој конгрес, како ќе закажеме тој конгрес, како ќе ги избериме делегатите за тој конгрес, и обединувачки конгрес, тоа значи пред конгресот да ја отвориме партијата за сите ВМРО-вци од 90 година до денес, на сите да ми признаеме членството, без разлика дали во меѓувреме некој ја напуштил партијата, или се вратил, или заминал во друга партија, или Груевски некој избркал или не, без разлика, на сите да го признаеме членството од првиот ден кога се члени во партијата, да го журираме членството за да ги избериме, самите членови да ги изберат делегатите, еве како на пример, сме во Кавадарци, самите кавадарчани да изберат кој ќе биде делегат на конгресот, кој ќе биде председател на општинскиот комитет во Кавадарци, кој ќе биде војнина кандидат за градоначалник на наредни избори во Кавадарци, кои ќе бидат советници, кои ќе бидат кандидати за пратеници. И сите тие работи да се случуваат тука во Кавадарци. Кавадарчани да одлучуваат за Кавадарци. Ете тоа е нашата битка. Никој од згора да не наметнува ставови или да се смета дека е непогрешлив. Сите како луѓе сме грешиме и тоа е најнормално. И на крајот тој обединувачки конгрес за кој изборував е решение да ВМРО-ДПМН со нов човек на чело, не како единка, и цел тим со него, но не само личностите, пред се политиките, со нови политики, да промовираме, да собериме и да ја почнеме да емитуваме та нова позитивна енергија за многу брзо, кратко време, граѓаните да ја вратат довербата кон нашата партија и да добиеме повторно шанса да управуваме со Република Македонија. Да се стигне до конгрес секако и тоа е процедура. Потребно ли е менување на статутот? Лесно ли може да дојде до промена на статутот со оглед на тоа дека се уште Груевски е тој кој што ја управува ВМРО-ДПМН? Па ние, нашите
јавни активности во смисла на она конкретната, глобалната развојот, да кажам, на нашите активности, ги завршивме со последната пресконференција на која побаравме две работи. Прво, Груевски и тимот да бидат храбри, да се преземат одговорноста за овој страмен пораз на овие избори. Второ, да ги отворат комитетите, штабовите и Централниот комитет за дискусија, за отворена дискусија за ова што тука разговараме. Што не е ништо страшно, нели, моје мислење. Верувам ќе се согласите вие. Демократијата го разбира токму тоа. Да. Разговор, именување на Ништо страшно ако на ЦК дискутираме за различни модалитети на измени на статутот на партијата. Ние навака изготвивме неколку можности за како да дојдеме до тоа, до нов статут на партијата и до новиот конгрес. Меѓу другото изготвивме и предлог статут кој во иднина би бил официјален статут на ВМРО ДПМН. Имаме и дилеми, имаме и ставови различни, меѓу нас дискутираме. Некои сметаат дека треба статутот да го измениме претходно пред конгресот на Централен комитет, како што се прави до сега. Бидејќи Груевски статутот го смена многу пати на своја рака на Централен комитет без никаква консултација со конгресот. И да влеземе со демократизирана партија, барем ако не, како да кажам, ако не суштински, барем формално со статут, па демократизацијата како процес ќе тече и ќе се развија понатаму. Дел сметаат дека треба на самиот конгрес да донесеме тој статут, како точка број 1, па после да бираме лидер. Со тоа што да се донесе самиот статут измена, дека во идниот статутот може да биде менуван само на конгреси. А не новиот лидер да се менува, да се прави повторно се што сака. Се да не испане симни го едниот, стави го другиот, а се да биде исто. Работава е да направиме суштинска, реална демократизација на партијата. Во таа насока ние сме на крајот на кришата членови и активисти на ВМРО ДПМН. Јас сум од мои 15 години во партијата. Ја имам апсолутно чувство за партискиот интерес. И затоа даваме шанса на разумот. Иако знаеме колку Груевски ги менува ставовите од ден за ден, од недела за недела, во времето ги менуваше од месец за месец, почна од недела за недела, сега ги менува од саат на саат, но како и да е, колку и да ги менува ставовите, се надеваме дека со наша помош ќе се соочи со реалноста, ќе се соочи со вистината, ќе ја прифати вистината и ќе направиме заеднички таков обединувачки конгрес, а не нема да пристап да си дозволи да организира приватен конгрес, како што беше Кумановскиот конгрес, да речеме, каде што он сам си ги пишува на лист делегатите, му ги дава на неговата секретарка, таа им се јавува на телефон, вика, вие сте делегатите, и тие доаѓаат го гласат лидерот. Мислам, тоа така прилика, не знам дали во Северна Кореја, така мислам дека и во СФРЈ имаше некои формални гласања на делегати низ тие нивните комунистички општини, да, навидно демократски, ова веќе не е кај нас ни тоа случај. Значи, ние сега мораме новите делегати да ги избериме вистински, општинските комитети се ги дадат делегатите, членовите се ги дадат делегатите, тие делегати да бидат луѓе со дигнитет, со искуство, да бидат ВМРО-вци, да бидат партици, нивниот глас таму да тежи, а слободно да изгласаат за секој кој сакаат. Добро да имаме и повеќе кандидати. Еден, двајца викаат е доволно, по мене да има и тројца не е греф, да има и 5 не е греф. Може после тоа сите тие се обединат во народното раководство. Како и да е, мораме да дозволиме тој обединувачки конгрес да ги обедини не само елитите во ВМРО ДПМН, туку да ги обедини ВМРО-вците во цела Македонија и на крајот да трнеме во една кампања против политиките на нашата политичка конкуренција на актуелната влада. Боговски, рековте, вие сте од 15 години во ВМРО ДПМН и ви е болно она што сега се случува, изолација на партијата, меѓународна критики од меѓународниот фактор и така натаму. Груевски одамна е во партијата? Па Груевски јас го затек, мислам, кога дојде во партијата, се појави на некоја годишна конференција на УМАС
во периодот непосредно пред да дојдеме на власт. Зборувам на претходната влада со Липчо Ѓоѓиевски. 98. Да, и он многу брзо беше промовиран во министер во таа влада, знаете. Без да навледувам во позадините, во квалитетите, во зрелоста и така натака, да не би сакал да оценувам неговата лична кариера во целост. Друго би сакал да направам, една оценка на неговата деформација како лидер на ВМРО, која се забележува некои контури, некои како да кажам, знаци за таква деформација уште од 2008 година, во самите прв мандат, после 2006-2008. Меѓутоа, вистинските проблеми настана со некои прекршувања 2009 и 2011 година со Конгресот во Битола. Никола се обиде на Конгресот во Битола да ги исклучи сите оние кои му помогнаа да стане лидер на ВМРО-ДПМН или да дојде на власт, а да донесе чисти послушници. Луѓе кои доаѓаа за чисти интереси во партијата. И ВМРО-ДПМН од политичка партија да ја промовира во движење, некое си движење, со некоја си граѓанска, квази граѓанска, пази, јас би најко либерално, он самиот пробал да прави истото на последни избори, ако се сеќавате на промоцијата на нашите кандидати за овие избори во Борис Трајковски, и тоа беше многу погубно и за оваа кампања, што има некоја визија поинаква од онаа што имаат ВМРО-вците. Спротивна на ВМРО-вската кауза. Апсолутно. Значи, он никогаш не ја прифати ВМРО-вската вистина. Он никогаш не ја прифати ВМРО-вската суштина. Он никогаш не прифати дека идејата за ВМРО е идејата за македонската државност, идејата за слободата, не само за македонците, за сите во Македонија. Идејата за човешките правдини. Он никогаш не прифати дека ВМРО е вистината за Македонија. ВМРО е, како ви кажам, сето на што зборува странскиот фактор, тоа е ВМРО. Ние пред да ни кажат европјаните што е слобода, ние гиневме во отоманското за слобода. Значи, едноставно, никога секогаш сакаше ВМРО-ДПМН да биде приватна корпорација и он корпоративно да ја управува. И тоа е најпогубното и неговата, пазете, желба се уште тоа да го практикува и не сакајќи да се соочи со реалност дека тоа не е приватна корпорација или барем дека мнозиската, ајде да се изразам со таков речник економски, мнозинството на акциите, мнозинскиот пакет акции не е во негови раце, веќе е во раце на ВМРО-вците, е во раце на членовите, е во раце на иницијативата за реформи, ние веќе ги имаме мнозинството членови со нас. И сега, за да не направиме дополнителни непријатности за партијата и да нарушиме политичкиот систем на Македонија. Во секој случај, ВМРО-ДПМН е многу битна и за стабилизација на земјата. И ние ако нарушиме ВМРО-ДПМН, директно нарушуваме политичкиот систем на земјата. И за тоа се воздржуваме од било какви дополнителни активности и за тоа пак повикуваме на разум, пак очекуваме разум и во таа насока гледаме дека ќе најдеме решението. А се надевам дека Никола Груевски како поранешен председател на партијата, он секој ќе биде поранешен председател на партијата, пошто нели тоа никој не може да го земе. Ни на Липчо, ни на него, па ни на нивните претходници. И во таа смисла се надам дека ќе има можност Никола дополнително да учи што е ВМРО, што се идеалите на ВМРО и се надевам дека во иднина, па ние кои се трудиме да добиеме шансата да покажеме да ја практикуваме вистината за ВМРО, да ги практикуваме вистинските идеали на ВМРО и да ги спроведиме, да ги преточиме во реални политики, се надевам дека ќе му покажеме на Никола дека еве овој тип на политики биле вистинските за Македонија, а не оној тип на политики на приватизација на партијата, приватизација на општеството, приватизација на државата, затварање на државата од светот, ограничување на информациите, затварање на слободниот проток на информации, на идеи, на мислење, на капитал, младите слободно се движат да комуницираат, не само на Балканов, во Европа, во светот. И на тој начин Македонија добива дополнителна вредност, ВМРО добива дополнителна вредност, сите добиваме. Мислам дека за кратко време ќе поразиме концептот на СДСМ. Само во моментот кој ќе преовлада разумот во ВМРО-ДПМН, мислам дека за кратко време ќе победиме концептот на СДСМ, бидејќи вие се сеќавате кој беше најголемиот проблем на СДСМ. Ние владеевме 10-11 години. Меѓутоа, од друга страна во СДСМ немаше разум.
Се сеќавате на она, Бранко ги губи изборите, ама сега, знаете она, Бранко. Па додека таа логика сега ќе остане во ВМРО ДПМН, ВМРО губи се, ама знаете сега Никола, добро Никола, али ние ќе земе во опозиција. Че во моментов најдобриот пријател на Заев и на владата на Заев е Никола Груевски. А колку побрзо ќе се соочиме во врозите со реалноста, толку побрзо Македонија ќе има опозиција. Ќе има и имаме нова влада. Во овие моменти. Апсолутно и ќе се оди СДСМ на власт и ќе се оди Зоран Заев. Значи тоа треба вака отворено да дискутираме, да не се плашиме. Сега почнаа да се плашат од СДСМ. Да дискутираме вака. Че тоа е трагично за Македонија. А не да е Господ да го замениме груевизмот со заевизам. Тоа е тотално неприфатливо. Ние мораме да создаваме Македонија. Да прокламираме вистински патриотизам. Што е патриотизам за мене? За мене е македонската државност патриотизам број 1. Што е државност? Силни институции. Че ние мораме да градиме силни институции. Не силни министри. Не министри што се плашат вработените, него силни институции каде што вработените се свој на своето, каде што вработените во министерствата работа согласно закон, согласно своје убедување и волја, а не согласно волјата и на министерот. Значи, тоа мора да научиме сите, и ние, и СДСМ, и албанскиот фактор, и сите. За доброто на државата, не за доброто на партијата или не, тоа е држава, на тоа не учи Европа. Тоа го бара Европа од нас. Ништо друго. Добивте како реформатори или како движење за унапредување на партијата поддршка и од меѓународниот фактор. Груевски за тоа забележа дека ете меѓународниот фактор кој што тој доста го критикуваше во изминатиот период е тој кој што сака да го тргне Груевски од челната позиција на ВМРО ДПМН. Што вели Брисел? Сигурно дека Европа поддржува унапредување на ВМРО ДПМН, повторно партијата да се врати на местото каде што беше во рамки на европските партии. Во овој период ние се заслушавме се за нас. Секави погрдности, меѓу кои две од тие останаа во јавноста како се запазија како останаа вака во дискусии до ден денес. Еви денеска во Кавадар се предадувам, тука дискутиравме со еден пријател за истата тема. Едната е дека сме добиле многу од партијата, сме свртеле грб на партијата, односно сме напуштиле партијата кога изгубила. Втората е дека меѓународниот фактор не мотивирал, не мобилизирал, не создал, за да ја ослабиме ВМРО ДПМН, односно за да постојат тие некакви си нивни непријателски намери со Македонија. Првата е малце смешна, бидејќи и двете се неприфатливи, меѓутоа првата е тотално нелогична, бидејќи прво ние партијата не ја напуштивме. Напротив, министрите на Груевски ги нема никаде. Да се борат. Не че сме членови на ВМРО ДПМН активисти од деца. Него каде се министрите на Груевски се борат сега за ВМРО ДПМН? Ние сме тука, еве сум јас денеска кај вас и зборувам за ВМРО ДПМН. Каде се министрите на Груевски се борат за ВМРО ДПМН? Да дојдат денес тука со мене и да зборуваме за ВМРО ДПМН. Тоа дека сме добили од ВМРО ДПМН, да, бидејќи сме добили од ВМРО ДПМН, затоа имаме обврска да и вратиме на ВМРО ДПМН. Кога е тешко на партијата да ја помогнеме. Ова со меѓународниот фактор, како тоа не измислиле, кој јас порасна во ВМРО ДПМН, како ми измислија, кој амбасадор ми измисли, разбирате, тоа е тоталка вака неприфатливо. Но тоа па влегува во она лажна слика, лажен патриотизам на Груевски, тоа што претходно зборува в политиките на Тито, надворешни непријатели, домашни предавници, па се ние сме соработници на некакви си непријатели надворешни, па сега доаѓаме да го уништиме нашето ВМРО ДПМН, во кој јас се поколнив младоста и детството на моите деца, и ние сега ќе направиме нешто чудо за да му помогнеме на не знам кој, за да ја уништи Македонија. Значи, тоа е, како да ви кажам, дури трагично, бидејќи Груевски ја уништи Македонија затоа што изолира Македонија. Груевски му даде шанса на Грција да ја уништува Македонија, бидејќи ја изолира Македонија. Груевски ги ослабна позициите кон сите соседи на Македонија, затоа што ја изолира Македонија. Груевски ги наруши традиционалните партнерства со нашите пријателски партии во Европски парламент, со нашите традиционални партнерства со Германија, со нашите европски партнери од другите земји. На крајот Груевски ги наруши нашите најблиски пријателства со републиканската партија ОСАД и со нашите американски пријатели. Уништувајќи ги тие позиции, ради неговите лични интереси, он ги уништи позициите и на ВМРО ДПМН
и на Македонија. Ради него пропати и ВМРО-ДПМН, пропати и Македонија. Ние во Брисел одиме, многу малце зборуваме на тема Груевски, верувајте, они се поинформирани од нас на тема Груевски. Точно знаат кој Груевски. Ние таму многу повеќе зборуваме за можностите како да го спасиме ВМРО-ДПМН, како да ги воспоставиме повторно тие мостови што ги сруши Груевски, да не биде ВМРО-ДПМН исклучена од Европската народна партија како една организација на која обединува многу партии во Европскиот парламент и низ цела Европа, на цел континент. Како ВМРО-ДПМН да ги запази таму позициите, како ВМРО-ДПМН да добие подкрепа од нашите пријатели кои не напуштија ради политиките на Груевски, да не дадат поддршка да ја реформираме партијата и ние да му презентираме што во иднина нуди ВМРО-ДПМН. Затоа што веќе не ни зборува, никој не верува на збор после ова што го правеше Груевски. И од тој аспект гледано, мислам дека успеавме. Мислам дека успеавме да затвориме некои процеси негативни, ретроградни за ВМРО-ДПМН во Европскиот парламент. Успеавме да добиеме многу пријатели, да обновиме стари пријателства, не да добиеме поддршка ние, како Петар или како реформи или како иницијатива и како успеавме да добиеме на вредност, да добиеме пријатели како партија и како држава. Презентиравме зошто е погрешен концептот едно општество за сите на СДСМ, која е таа фабричка мана во новиот концепт на СДСМ, кој концепт ние го нудиме на конзервативна Македонија, нашиот концепт на реалниот човек, концептот на реална Македонија за реалните граѓани, како ние ќе ги решиме многу поубаво прашањата со двојазичности, прашањата со кохезивноста внатре, знаете, во македонското општество, не само со албанците, со турците, со србите, со ромите, со сите заедници. Како Македонија гледаме во ЕУ, каде гледаме Македонија во ЕУ, како ќе вратиме партнерството со САД, имавме наши представници во САД, и ја следнава недела патувам за САД, исто така ме прв пат објавувам пред медиуми. Сето тоа е во насока ние да направиме ВМРО-ДПМН повторно да стане кредибилен партнер и за меѓународната заедница и за македонските политички партии. И кога ќе победиме наредните избори, да формираме влада не нормално. Политичка влада на ВМРО-ДПМН, не техничка влада, не уценета влада, не пазарена влада, не пржинска влада, не знам каква влада. Ме разбирате, не сосема најнормално да се дискутираме со политичките субјекти во Македонија, да формираме коалиција со било кој во Македонија, идеолошка коалиција и да управуваме државата. Со тоа што ќе се обидеме во иднина ВМРО-ДПМН да добие поддршка не само од нашето традиционално гласачко тело, него со нашиот конзервативизам, со нашиот, еве ќе искористам во наводници, меѓу нас да го користиме, може и јавноста ќе прифатит, во наводници нашиот изворен ВМРО-визам, ние ќе успееме да добиеме десетици илјади албанци, срби, роми и други кои ќе гласаат за ВМРО-ДПМН и јас сум сигурен дека на наредните избори нашата партија ќе го надмине и оној лимит кој го имаше Груевски, дека ќе имаме околу 500.000 гласа и дека ќе формираме стабилна политичка партија, стабилна политичка влада која Македонија ќе ја победи реално кон Европската унија, а не декларативно како сега што ја поведува СДСМ. Кој би можел да дојде после Груевски на чело на големата партија ВМРО-ДПМН? Во опција во јавноста се шпекулира со Антонио Милошовски, со Никола Поповски. Реално тоа се блиски луѓе до Груевски, значи би било ли исто тоа ако бидат овие луѓе? На кој се може да биде профилот на лидер на ВМРО-ДПМН? Дали се овие луѓе тој профил за кој што се стремите вие? Прво, го слушавте што изјави генералниот секретар на партијата Мицковски. Таа изјава негова е дадена од неговото робување на личности. Они градат култ на личности. Јас денеска еден статус напишав, јас сакам да градиме култ на вредности, да градиме култ на слободата. Прво што сакаме да се договориме, без разлика кој ќе биде лидер,
дека ќе владее демократија во ВМРО ДПМН. Дека ќе владее слобода на мисла, на говор и на ставови. И на различни мислења. На различни мислења, да. Тоа мисля на мисла. Секој оној кој е против тоа, ние нема да поддржиме за лидер на партијата. Во никој случај. Кога ќе говориме за принципите, за вредностите, кои ќе ги споделиме сите во партијата, ќе зборуваме како и за личноста. Се разбира дека ние имаме и личности кои ние ги мислиме дека се подобри од овие спомнатите кои доаѓаат од нашата иницијатива за реформи. Многу суштинско е да не го замениме оригиналниот Никола Груевски со бледа копија, големиот Никола со мал Никола. Па сега ние да имаме бледа копија на груевизмот и сега некој лидер кој ќе продолжи истиот начин на управување со партијата, кој ќе продолжи истите политики и што сме добиле ние. Ќе изгубиме наредните избори катастрофално, граѓаните ќе препознаат тоа, пак ќе не казнат и после ќе бираме нов лидер. И пак ќе продолжуваме така. Затоа викаме не е решение приватен конгрес, не е решение навреди помеѓу нас, како што правеше Мицковски, како што правеше Антонио и така натака. Ај Мицковски е релативно нов член во партијата кај нас, он од ЛДП дојде во нашата партија, меѓутоа Антонио ни изненади со тие почетни навреди, пошто сме пораснали како деца во ВМРО заедно. Но побитно е кога се договориме за принципите, кога ќе договориме конгресот да биде обединувачки, личноста сама од себе ќе излезе. Оној кој ќе покаже сила, капацитет да не обедини, тој нека биде лидер. Едноставно е тоа, многу едноставно е. Оној кој не разединува, кој нема сила да не обедини, каков лидер ќе биде тој? Беви да стане лидер, нема да добие нашата поддршка, нема да добие поддршка од никого и ќе изгуби. Еве добар момент, еве денеска прво го кажувам, сега ќе употребувам во иднина, оној кој ќе има сила да не обедини, нека биде лидер на ВМРО ДПМН. Едноставно. Многу постапки пред специјалното јавно обвинителство, кои што нели исто така се ја рушат личноста на Никола Груевски, луѓето кои што беа негови соработници. Како гледате како луѓе кои што сакате да ја унапредите ВМРО ДПМН на сите овие процеси кои што специјалното јавно обвинителство ги води против ваши членови на партијата? Сведоци сме на многу случувања во врска со СЕО. Имаше претходни кампањи кон СЕО, против СЕО. Ние имаме тука многу принципиелен став во врска со СЕО. Како внатрешна иницијатива во ВМРО ДПМН. Прво, СЕО беше создадено со пржински договор на начин на кој никој од нас не праша дали да го создаде. Он го создаде СЕО. СЕО е на Никола Груевски. Малце е сега смешно кога го зборуваат, па вие СЕО, па СЕО овој го поддржува, па СЕО против ВМРО. СЕО го создаде Никола Груевски. Никола Груевски го подпиша СЕО. Никола Груевски ја кандидираше Катица Јанева за специјален јавен обвинител. Таа беше на списокот на кандидати на ВМРО ДПМН. Значи, а никој од нас не праша во партијата, ЦК, ИК, општинските комитети, никој не праша дали ние се согласуваме со тоа. Така да он се нека си го носи тоа на своја одговорност, нека се презема одговорноста машки, нека не се вади сега СЕО вака, онака, он го создаде СЕО. Во поглед на СЕО па како адхок тело, не се согласуваме да постои такво СЕО. Ние сме за создавање на трајна, силна, професионална, не знам, со сите епитети институција, обвинителство, специјално, наречете го како сакате, кој ќе ги гони криминалиите, криминалот, однесувањето на елитите, политички, бизнис елити, било кој елити во земјава. И од минатото, пази, и од минатото, сега да не испане дека сега ние сакаме амнестија за сите до сега, па сега бараме за одговорност за идните, или па обратно, дека бараме да одговара само Никола, а во иднина нема одговорност да се укине СЕО. Не. Од минатото и во иднината сите нека бидат подложни од прогон на една таква силна, трајна македонска институција која ќе го чува образот на правдата во земјава. Таа институција, верувам дека секој чесен, искрен во политиката, искрен во партиите, искрен во држава, нема да му смета. Препоставувам дека и СДСМ ќе ја поддржи да се создаде, така да реформираното ВМРО ДПМН меѓу првите 10 чекори ќе биде и тој предлог. Да се создаде таква институција.
Реформираното ВМРО ДПМН во интерес на националните интереси на државата, на онаа македонштина што би се рекло, може ли во иднина да коалицира со СДСМ само за да се заштитат националните интереси? Ќе ви кажам дека во прашањето има две прашања. Едно е дали би работеле со СДСМ заедно националните интереси. Апсолутно да. Но дали би коалицирале со СДСМ за да создадеме некаква си македонска коалиција, визави некаква си албанска коалиција? Апсолутно не. Бидејќи ова второво решение не е решение за Македонија, него е ова решение. Ние од ВМРО ДПМН, реформираното ВМРО ДПМН, со нашите вистински вредности, ВМРО-вски вредности, ќе имаме илјадници албанци членови во ВМРО ДПМН и министри можеби албанци од ВМРО ДПМН, кои ќе го напуштат етнонационализмот, концептот кој сега СДСМ го промовира, и ќе го прифатат нашиот концепт на Македонија да биде држава на сите нас подеднакво, со тоа што јас сум сигурен дека огромен дел и од немакедонската, наводници кажано, во национална смисла, немакедонската популација, се согласуваат со македонската државност. Секој оној која прифаќа без приговорно македонската државност, македонската реалност, постоењето на македонската држава, е добредојден во ВМРО ДПМН, без разлика по која национално се. Таму ќе ги градиме ние македонските национални интереси, во кои ќе учествуваат и ромите. Не знам дали имате роми во Хвадарци, сигурно имате, и они ќе учествуваат во градење на македонските национални интереси, бидејќи првиот македонски национален интерес е постоење на македонска држава и силни институции. Вториот македонски национален интерес е постоење на жива Македонија, а тоа е население. Третиот македонски национален интерес е постоење на просперитет на Македонија, а тоа е отворена, богата, развиена држава. Тие се македонски национални интереси. Не се македонски национални интереси да ако на мене во моментов на мојата лична кариера нешто не ми одговара, па сега да ги прогласам јас за непријатели или за предавници, тие што побарале одговорност од мене. Едно е национални македонски интереси, друго е лични интереси на лидерите. И тоа има да го разбериме во Македонија, ако сакаме македонска држава. Модерна, нормална просперитетна земја, кај што нема да ни заменуваат секој ден мои другари со техничко образование пред се, кои се прекрасни инженери во сите области, сите напуштија земјава. Значи, како да ви кажам, ако македонски национален интерес е ние да се лажеме со букефал, а од друга страна сите мои другари најобразовани да живеат во Германија, Италија или во Америка, тоа мислам дека не е македонски национален интерес. Да бидеме реални. Букефал нас нема ни помогне да спасиме Македонија, инженерите ќе ни помогнат да спасиме Македонија. Нити пак да се обезбеди храна за натрпезата. Така е. Тоа е видео. Господине Богоевски, ќе го заокружиме овој разговор. Кога од прилика може да се очекува реформите или промените во ВМРО ДПМН да бидат се поизвестни и партијата да тргне по патот на... Ја мислам, во овој момент сме на добар пат, да најдеме компромис, да направиме обединувачки конгрес. Се разбира дека ако Груевски повторно пристапи кон приватен конгрес, ние ќе организираме истиот ден обединувачки конгрес. Меѓутоа, мислам дека ќе се најде разум и некаде, Господ здравје, од март следната година ќе тргнеме напред со реформирано ВМРО ДПМН. Очекувате ли спрепки од Груевски и во овој дел? Па, во овој момент спрепките се секојдневни. Не само збор дали очекуваме, апсолутно, да, има спрепки. Меѓутоа, очекуваме да се објасниме што е личниот интерес и негов, што е партискиот интерес, што е македонскиот интерес, што е интерес на сите граѓани на Македонија, и ја мислам дека сите ќе се согласиме со едно. На Македонија, на ВМРО-вците, на Груевски, на сите нас, ни треба силно
модерно, демократско ВМРО ДПМН. Нормална партија, развиена партија, отворена партија за сите, која ќе го не деструктуира или ќе го нарушува, туку ќе го стабилизира политичкиот систем во земјава. И се разбира, повторно ќе повторам, ќе порази СДСМ многу едноставно и лесно. Господине Богоевски, ви благодарам што бевте наши гости и секако ќе ги следиме сите овие процеси кои што ги започнавте. Тука сме отворени да представиме пред јавноста се што ќе сработите во наредниот период. Ви благодарам на покана и се надевам ќе имаме можност пак да присуствуваме, Секако па и да објасниме и да излеземе со некои по-конкретни информации за вас. Секако. И за вашата јавност. Благодарам. Благодарам. Почитувани гледачи, на крај сме на ТВ Објектив. Наш и ваш гостин беше Петар Богоевски од Републичкиот штаб за реформи во ВМРО ДПМН. Се надевам дека го задржавме оправдано вашето внимание. Имајте секој добро со нашата програма.